Да, еве се враќаме повторно назад, почитувани гледачи, имаме пуште некое прашање да им поставиме на нашите гости. Би сакала да ја прашам Јадранка, нешто кое што сум го размислувала, па не сум му нашла одговор, се радевам дека ќе ми помогнеш, за емоционално прејадување. Луѓе кога се под стрес, да кажем, или имаат проблеми, мислам дека има две врсти на луѓе кои што само јадат и луѓе кои што не сакаат да видат храна. Во која група Јадранка и што се случува тука психолошки? Јас сум во втората група, која што кога е под стрес не јаде, апсолутно немам потреба за храна, не помислувам на тоа. Се јадеш сама себе. Најмногу, да. Значи, треба човек едноставно, секогаш треба свесноста да биде присутна. Тоа е од клучно значење според мене, затоа што ако е свесноста присутна, еве на пример, јас лично ако не јадам, почнува да ме боли глава. Ако сакам да не ме боли глава, сепак морам нешто да јадам и покрај таа емотивна ситуација, да кажеме. Во поглед на луѓе и пијам исто и течности доста. Во тој мислам јас сум тип на човек што омилен пијалок му е вода, ама да речеме во ситуации кога ми се случува такво нешто, смути доста помага, не се чувствуваш дека јадеш, повторно пиеш, а внесуваш нутриенти, нормално да е хранливо направено, да речеме овесни снеголки, зеленчук или овесни снеголки смрзнато овошје во блендер, смути, класично здраво. Јас користам и протеин, ама не е неопходно да кажеме. А во поглед, што е многу почеста ситуација, е емотивно прејадување. Повторно свеста е од клучно значење, јас со моите клиенти многу работам на таа тема. Да речеме, прво ќе кажам тоа, па ќе дадам одговор на твоето прашање. Јас со моите клиенти им викам, ако дојде момент да сакаш да изедеш нешто што не треба, звони ми без разлика на саат. Значи ќе те предомислам и тоа успешно функционира. Јас сум тука дефинитивно во такви моменти 100%. А што може човек сам со себе да направи? Број до 5. Значи добиваш порив да станеш да земеш чоколада. Број до 5. Продолжи го тоа на 1 минута. Размисли, мора да се размислува. Значи, и во емотивни ситуации, на мене ми се случиле, на секому се случуваат, мора да е свеста на високо ниво. Каде ме води тоа на долг рок? Дали откако ќе го изедам тоа чоколада, да речеме, ќе се чувствувам подобро или уште полошо со сама себе, затоа што си штетам на тоа како кога ќе се погледам во огледало дали се допаѓам или не, какви ситуации од тоа ќе произлезат. Значи, тоа е нешто што стварно помага. Број до 5, па гледај на саат, 1 минута да издржам, па и 5 минути да не изедам, за тоа време свеста се враќа назад. Мора контрола. И друго што помага, да речеме, ако некој баш тоа не може да го направи, разговор со некоја позитивна личност, ама не на темата што ги мачи, туку некоја позитива. Ти се јавувам, пример, Јелена, што преше, бе ти текнували тоа таму и таму кај што бевме, дистракција. Да си го одвлечеш, значи, вниманието од потребата за храна. Затоа што реално не е потреба за, не е глад во прашање. Не е глад во прашање во тој момент, туку нешто друго се случува. Ете, сега не ми е добро, станувам ќе изедам една чоколада. Дали ќе ти биде подобро после тоа? Нема ти. Не, така е. А дали има вистина, извинела, на кога чувствуваме глад, велат прво написа чаша вода, можеби си жена. Има вистина. Да, и тоа го прочитано. Има вистина, да. Значи, многу луѓе не пијат редовно вода и кога организмот ќе се почувствува празен, што може да помислиме? Гладни сме, така? Да. Една чаша вода дефинитивно помага, фала ти што ме потсети на тоа. Да, често го гледам и како прашање. Да, понекогаш не си гладен, само си жеден. Да. Супер, да. Го потврдив. Да, значи ништо, повеќе вода. Повеќе вода. Еве, втора чаша пијам. Не знам за вас. О, не е кафе. Не е кафе, јас не пијам кафе. Што збори? Не пијам кафе, само вода. Секогаш вода. Браво, бисерче. Би сакала Ана Марија да ја прашам колку луѓето се едуцирани, колку знаат, колку се образовани во поглед на третманите што треба да ги направат, затоа што нели, ни уште имаме генерација која што се влече на крема, ќе ме среди, ќе ме коригира, многу сме жртви на TikTok, вклучувајќи ми и мене, ќе видиш нешто што функционирало за некој, идеш го купуваш, за тебе прави штета поголема, парите си ги дал, ама си го купил тоа што е вирално на TikTok. Колку луѓето се едуцирани, например, еве за третмани кои треба да се направат, сега биоревитализација, нели, ти ги кажа еден тон, колку луѓето знаат всушност што е тоа и дека дали тоа е вистинската одлука за нив? Така, јас би рекла дека луѓето се многу информирани, но не доволно едуцирани. Што значи тоа тие не се доволно свесни за последиците кои што може да настанат од самите третмани, дека сите денешни третмани треба да се лиценцирани,
да се научно потврдени и да се изведени од професионалец. Исто така сметам дека естетската медицина бара длабоко анатомско познавање и не треба да изведува секој поединец, туку треба да се оди кај лиценциран доктор. Самиот доктор треба да му објасни на пациентот дека ние не треба да наликуваме еден на друг, туку секој треба да си биде индивидуа за себе, да се зачува својата природна убавина и нормално мило ми е што во денешно време се поголем број на пациенти ги бараат овие третмани кои што се за регенерација на кожа, а оние претарувања веќе изврстануваат. Да, супер. Сите сме пресрекни за тоа, затоа што едно време во емисија само тоа зборевме. Зошто сите наликуваат едни нести, зошто копи-пейст, а сега некако гледам дека луѓето навистина се менуваат и трендовите се менуваат. Трендовите, но медицинските принципи остануваат исти. Безбедноста и професионалноста мора да се на прво место. Што е најчесто вака, Ана Марија, кај тебе кои ќе дојдат, што жените вака најчесто бараат во поглед на корекции, некои, не знам? Па најбаран третман, да ја речем кај помладата популација се усните се уште, меѓутоа тоа е умерено, суптилно, нели? И онаму каде што навистина има потреба. Кај повозрасните, тоа се дефинитивно брчките, дали се во предолот на челото, очите, на образите, очите, да. И нормално секогаш почнуваме со основата, а тоа е кожата. Па ќе речем биостимулација на кожата со тие третмани, затоа кога ќе имаме здрава еластична кожа, таа нема да ни создава нас толку многу брчки. Нема да губиме на волумен и нормално ако имаме здрава потпора, па ќе речем зъбите и коските, ние нема да имаме загуба и на другите ткива кои што се наоѓаат нели над коската, подкожно масно ткиво, длабоко масно ткиво, мускули како и самата кожа. Так. Зашто за овие ли брчки тука многу често сум слушала тоа, нели ни е природно вака од смеење, вака сега кога ќе се смеам, нормално е да имам тука брчки. Зошто жените сакаат да се спасат од овие? Чека, морам огледало да земам. Слободно, изјасни се. Да, но има разлика од твоите брчки до некои екстремно изразени брчки, каде што имаме многу пуштен тонус на кожата. Во тие ситуации навистина има пациенти кои што навистина имаат потреба од нас како доктори, затоа што на тој начин му враќаме само довербата, но пак ќе кажам, значи не смееме тоа да го направиме, пациентот да го измениме, да не наликува на самиот себе, туку да биде најдобрата верзија од себе. Лена, за мажи не поставивте прашање што прават. Еве Крста заинтересиран за мажи, за машки третмани слободно. Што најчесто прават мажите денес? По и мажите како и жените, да, сакаат да изгледаат убаво и здраво. Има доста интерес, сакаат да имаат здрава, сјајна кожа, сакаат да немаат брчки. Тоа се најбарени третмани сега за сега. Никато дом оди под млади се. Да, што ќе видиме во следниве 10 години што ќе се случи во оваа индустрија. Мислам и мажите треба дефинитивно, сега ние зборуваме за жени затоа што некако не знам, поми е логика сега жените да одат на вакви третмани, но што не значи дека и мажите, ве познавам мажи кои што да одат редовно на третмани. Да, меѓутоа нашиве третмани не нудат само и убавина. Имаме третмани за мажи, кои што најчесто и најпопуларен третман е третманот PRP за рас на коса, затоа што кај мажите тоа е многу честа проблематика. Косопат? Да, за рас на коса, за посебно тие што и за брада исто така помага. Сите ќе одиме у Кавадарци. И во Скопје, и во Скопје. Многу е гужва во Скопје, Кавадарци ќе се дојдеме. Па полесно по обиколницата. Така. Таму многу гужва има сигурно. Да. Исто така морам да потенцирам дека исто многу баран третман кај мажите е хиперхидроза, прекумерно потење од пазуви. Тоа се решава со ботокс, како и прекумерно потење на дланки и стапала. Тоа исто така е една проблематика која што многу често ја решаваме. Мажи 10% сакам од запрашање во ова еве попуст ќе ти направиме на тебе кој ќе отидеш за прашање во Крста добива попуст. Ова за косопат често некако како на реклама ми излегува цело време на Facebook и затоа гледам дека затоа што толку многу што има реклами, сигурно има и многу голема побарувачка. Јас не знам што се случува со косопат кај мажите. Стрес од жените. Она и на нас косата не пада. Добро прашање. Крста нека каже. Не знам, немам проблем со тоа. Добро ме негуваат. Да, Крста не може да се пожали. Да. Па да, почесто е застапено кај мажите, но има и жени кои што имаат проблем. Најчесто хормонални пореметувања поврзани со исхрана, хормони, стрес, загадувањето во воздухот исто така е една тема која што треба да се зборува, која што влијае многу и на дворешната и на внатрешната убавина и здравјето. Меѓутоа овие третмани навистина помагаат, затоа и се толку актуелни и посебно за оние лица кои што прават и целосно трансплантации на коса. Значи пред да ги направат и откако ќе ги направат. Пред да ги направат за да го зајакнат скалпот на косата, а откако ќе ги направат самата
самата кожа го прифати коренот на влакното и тоа почне да расте. Имам сега едно прашање, дали во следните неколку години медицината ќе најде лек, некоја инекција, не знам што, за белење на косата, на белите влакна? Интересно прашање, но се уште не сум слушнала Праша го нова информација. ChatGPT ќе ми даде друг одговор нешто, сигурно не знам. Изфилозофира она, како што знаат. Не сум стигнала на таа тема, уште сум на психолошките проблеми. Треба како проба, како водител да го вклучите. Или он постава прашање. Да, знаеш дека стварно тоа е многу добра идеја. Добар ден до мене, до Елена и до ChatGPT. Како да денете. Нели како Или како гостин викнете го? Како гостин. Како гостин викнете. Кој касни? Микрофонче ќе ставиме, има тука звук. Да, може да збори. Човеков нека сега. Кога немаме гостин, добра идеја. Кога немаме гостин, ChatGPT. Значи и гостите ќе ги знаме. Да. Не знаме што ќе се случи. Крста, сакам да те прашам дали мислам сигурно постојат, сега не дали постојат, туку постојат лица кои што да речеме не знаат што сакаат да прават во животот. Има многу таленти, нели сите ние си мислиме дека сме луѓе од многу паметни и многу таленти, меѓутоа никако да се одлучиме за тоа што сакаме да работиме во животот. Тука се појавуваат консултантите кои што како тебе, кои што и како не се потребни, нели некој има едукација за тоа да те насочи, да ти помогне. Какви се твоите искуства? Имаме ли бројка на луѓе во Македонија кои што навистина не знаат што сакаат да работат во животот? Имаме секако. Или имаме искуства кои што ги носиме, ама не сакаме да ги повториме тие искуства понатаму, сакаме да промениме. Значи имаме страф можеби од некое претходно искуство, па се викаме чека или ризици да преземаме. Или пак гледаме нешто што е актуелно и тренд, си викаме ако јас го работам, можеби подобро ќе заработувам. Често пати заработувачката ја поврзуваме ние со нели тоа што треба да го правиме. Но дали е тоа така? Да, треба сите професии да бидат добро платени, супер платени, значи не треба ниту секоја професија има своја тежина, не треба ни да ги споредуваме, нели. Но во суштина тука ние се губиме себе си. Она што кажав, дали ние сме на вистинското место. Јас кога работам со луѓе поставувам 3 или од она искуство кое што го имам некоја своја методологија во која што ги гледам работите низ три фази да ги наречам или 3 области. Едното е работам на луѓе за идентификување на област или средина. Избор на област, каде, со што треба да се занимавам. Како често пати го давам како пример, спорт, дали треба да се занимавам со фудбал, со ракомет, со кошарка, нели така. Второто е улогата. Која е мојата улога? Затоа што јас ако идентификувам дека јас сум маркетер да работите во маркетинг агенција и во производствена или дистрибуција компанија или пак да работите маркетинг за јавна институција и пиар и така натаму, не е исто. И профилот не е ист. Иако ние сите викаме, окей, маркетинг работам, ама од маркетинг до маркетинг, нели, или што работам во дадена индустрија има голема разлика. Ја барам улогата или позицијата. Лев бек, напајач сум, одбрана сум, што сум. Ако вие ставите добар голман напајач, сте го пропастиле човекот, нели? Мислам нема да даде резултати или нема да перформира. И третото е перформанс. Каде ако ја најдеме улогата и средината, вие ќе перформирате. Која е таа средина? На некој му одговара големи средини, хиерархија да има стабилност. Некој сака мали средини, флексибилност, нели така натаму. Така да сите овие прашања треба да ги одговориме, за да дојдеме до она што ние треба да правиме. Затоа не е секогаш има работа за ова или има добра заработувачка, таму ќе отидам. Зошто не е, каде се ќе почнам тоа да го работам. Нема да перформирам. Нема да дадам добар резултат. Да, јас го гледам дека Џоковиќ заработува, ама сега да фатам ракет да играм, ако не сум за тоа, џабе, не е само каде се парите, него многу е поважно каде мојот профил, затоа и работиме на профилирање меѓу другото. Со секој кандидат прво работам на профилирање на личност. Сега кажавме дека во најавата маркетер, да не ги збуниме гледачите. Така. Од 2019 година веќе работам имам развиено програма 24 часа за кариера. 15 години сум во неформално образование, во тренинг индустрија и постојано се соочувам со луѓе низ годините за преквалификација, доквалификација и така натаму. И покрај тоа што сум работел маркетинг и продажба, сум разговарал со многу кандидати што сакале да се преквалификуваат. Од 2016 до 2020 година еуфорија имавме и сите сакавме програмери да станеме. И ја тука гледав проблем.
Затоа што кога ќе се појави кандидат, кога ќе дојде сакам програмер, првото прашање ми беше зошто. Ако ми каже па другар ми е тука супер заработува, ќе пробам да му дадам предизвик за да идентификува дали е тоа за него, затоа што ќе им кажам на луѓето, ние и да погрешиш, парите можеби да ти се вратат, ама времето не можам да ти го вратам. Иако во тоа време секој сакаше да проба и да ризикува на некој начин, окей, ќе пробам. И да не е ова за мене, ќе пробам. Денеска сме порационални во моментов. Имаме многу голема промена и во тренинг индустријата. Значи денеска вие сакате да знаете каде ќе ги потрошите парите и дали тоа ќе има ефект за вас. И затоа сметам дека ова е прашање институционално и системски што ние треба да го поставиме и за млади и за возрастни. Ние денеска немаме тело кое што се занимава со луѓето за кариера или за нели личен, да имаме коучинг, имаме индивидуалци, јас работам индивидуални сесии. Но мојата визија и мојата она што го правам и го работам и што сум кажал дека навистина и тоа би го работел ова волонтерски цел живот. Би го правел ова. А тоа е да развивам во моментов независен, целосно независен, самостоен кариерен центар. Значи не под институција, не под универзитет или така натаму, значи целосно независно тело, кое што ќе се занимава со индивидуалците, со луѓето, ќе се занимава односно со нивните прашања. Леле, колку не достига тоа, можам да замислам и на децава што им се случува сега во најмалата возраст, кои што нели уште се бараат, колку ќе им биде од помош вакво некој центар. Замисли да биде предмет во школото, да знаеш што сакаш да бидеш, онака сигурен да знаеш да бидеш. Имаме на таа тема предмет, но и за ако смеам да продолжам, не знам да немаше прашање. Одиме со фотографиите. Донесен е закон, имаме кариерни центри наречени, да бидеме реални, тоа не се центри, тоа е училна може да биде празна и не е тоа центар, него има поставена визија и поставено нешто дека треба да имаме, дека сите училишта треба да се занимаваат со овие прашања. Министерство за образование усвојува програма која што ја прави задолжителна. Меѓутоа, таа задолжителна програма некој треба да ја спроведе. Следниот предизвик е кој е тој? И таа програма е најчесто дадена на луѓе кои што навистина ги немаат тие квалификации и ние треба да размислуваме како нештото што го правиме да има ефект до крај. Нели, навистина на тие деца да им дадеме во средно училиште и да, таа програма може да валидираме, може да не е најсовршената, но да има лица, имаме многу школи, многу училишта, верувам дека некаде има и добри кадри, нели? Или кои што им е погодена темата, или пак направиле некоја го надградиле знаењето во таа насока, но има и реално наставници, професори каде што им е дадена темата, буквално наложено треба да се спроведе, а не нема потребните квалификации за тоа и на тоа треба да работиме. Тоа е еден системски веќе друг момент кој што ние треба да работиме институционално како да го решиме ова. Само овие прашања ги знаат и од министерство и се надевам дека размислуваат на решение. Така е. Додиме со фотографиите затоа што ние многу се зборуваме, мислам навистина и уживам, меѓутоа секако времето ни е ограничено. Ајде додиме со фотографиите на Јадранка Режија. Знам дека сите имаат по повеќе фотографии. Ајде, ако имаме време ќе ги стираме сите. Јадранче, неколку збора за секоја фотографија. Ова е од снимањето на тренинзите за онлайн проект Do The Change што го работиме. Беше многу динамично, значи проектот вклучува се, план за исхрана, тренинзи, менторство, група за поддршка. Во поглед на оваа фотографија тоа можам да кажам. Добро, супер, следна Режија. Режија, вртете, да. Ова е мојата прва ОЦР трка. Јас иначе сакам да спортувам, било кој спорт, сум 100% за, ама не сакам трчање. Ова е ОЦР трка каде што на моја другарка се пријави, која што исто не сака да трча и ја прашав и викам што ти стана што почна да трчаш, она ми вика се пријавив на ОЦР трка. Ја не знаев што е тоа. Отворив на Google, проверив, тоа е трка со препреки, што јас сакам предизвици. Тоа е трка со препреки, мислам проаѓање под бодликави жици, кал, манки барс и тоа ми беше предизвик, почнав да трчам и искрено прв предизвик на таа трка на Фручка гора беше во Србија, ми беше дали ќе успеам да истрчам 10 километри, затоа што сум тип на човек што не е по трчање и успешно завршено. После тоа се пријавив на многу такви трки. Браво. Често одам на водно. Ова е една слика од врв на водно со моето куќа. Да, тоа ми е нешто што на пример кога не знам
што да правам, ми се Одам на спортува, водно. одам на водно, па макар и сама, да. Браво. Ова е од една коктел забава, да кажам, Red Carpet. Меѓу другото, покрај фитнес тренер, работам и нетворк маркетинг, па ова е од еден таков настан. Браво. Ке треба да дојдеш гостинка и за тоа да зборуваме во некоја Може. друга прилика. Ова е од тренинзи во живо што ги правиме. Моментално се на стендбај, затоа што јас правам тренинзи исклучиво за луѓето кои што се кај мене на програма, кои што се веќе на програма. Моментално правиме кратка пауза, бараме нова сала, па ќе започнеме повторно. Ова е од друга оцертрка. Се почна со таа прва слика, ова е веќе друга, кај нас на Кучкова. Оваа гума беше многу тешка. Тоа можам да кажам. Можам да замислам, На да. Survivor е поткао да си. Па кај да е, може да тргнам и натака. Предизвик ми. Да, добро. Режија, дали има уште една барем фотографија, затоа што некако гледаме да ги збрзаме, дали ќе има време? Добро, чекај, па немам слушалка, се правам опет сама со себе. Добро, ајде да Ова е одиме со следна мотокрос, фотографија. да. Ајде уште ова. Ова е мотокрос. Јас сум тип на човек што сака адреналински спортови. Возење по планини, вирови, кал, не знам што е со таа кал, ама ми е стварно предизвик кога ќе поминам низ такво нешто, па тоа е тоа. Браво. Добро, ајде да одиме со фотографиите на Ана Марија. Некако гледам да ги избрзам, затоа што Да. гледам дека многу сме се размоабетиле. Со фотографиите на Ана Марија режија, повели. Прва фотографија станува збор за едукација. Ова е во Србија со доктор Мишел, кој што навистина има многу да се научи. Се работеше за full face едукација за филери и ботокс, исто така друга слика од едукацијата. Тоа е таму во Србија. Да. Добро, следна. Ова е едукација во Париз, познатиот конгрес за естетска медицина, каде што навистина има многу да се научи. Најголем број на просветители, сите најнови техники и трендови овде може да се видат и слушнат. Исто така фотографија од Париз. Добро. Француската козметика е една од најдобрите, јас барем така знам. Да. Станува збор за многу хали со многу предавања, каде што можеме самите да избереме што сакаме да слушнеме и видиме. Добро, тоа Навистина исто вреди. тако, да. Да, ова е исто индивидуална едукација за филери Кој е овој човек? со доктор од Италија. Ова е доктор Горана Бјелич, докторка од Србија. Исто така едукација. Континуираната едукација кај нас е многу важна, затоа што навистина естетската медицина представува една брзо развивачка гранка. Мораме да ги знаеме сите нови протоколи, нови производи и најдобри третмани, се со цел за безбедноста на пациентот. Ова се едни сертификати од 2025 година. Добро. Ова сум јас со пациентите. Се работно. Дајте нешто малку приватно маркетинг. да видиме режија, има ли нека приватна фотографија? Ајде, следна. Така, ова е исто на некој конгрес со мои драги колешки. Пак е работно. Пак работно, да. Да се ги поздравиме драгите колешки. Поздрав до Сите ги колешките. познавам од фотографијата. Да. Да, сите што не гледате, поздрав до сите вас. Рени, Нате, Рената, Симона, Алмира. Симона и Елмира, поздрав до вас, затоа што знам дека не гледате. И со фамилиарните. Имам, пред да завршиме со тебе, сакам да те прашам колку Македонија има одговара на предизвикот кога станува збор за естетска корекција. Значи, колку е сигурно, колку е безбедно, колку ги пратиме трендовите како земја. Навистина сме во чекор со сите трендови, имаме доволно едукации, сите наши представници, да кажам, на материјали, редовно организираат едукации, го имаме и нашето здружение ЗЕМ, кој што набрзо имаме конгрес на 28 февруар, каде што ќе имаме и доктори и од Македонија и од странство, каде што ќе се збори за најновите трендови, најновите протоколи. Беше ми мило што имаме едно такво здружение што во иднина значи за нас и напредок и заштита како лекарска фела, пошто мислам дека се уште не сме законски регулирани. Има време. Да, има време. Добро, и одиме со фотографиите на Крсто, да видиме што тој одбра за нас. Повели Крсто. Ова е Да, некоја и едукација. моите фотографии се во професионален контекст. Минатиот пат споделив од приватноста, сега ќе се Сега од задржиме на ова, професионалноста. да. Слободно. Ова е тука сум во средното училиште во ГУЦ. И голем поздрав до нив и до професорката Тина која што ми овозможи да бидам дел од да спроведам дел од програмата за кариера, она што напоменавте, нели, е задолжителна програма од министерство. Ова е работилница која што ја држав. Сите се поврзани на тема дали е кариерен развој, дали е предприемништво или пак ова е конкретно за мислам дека е Canvas модел за стартапи.
во рамки на Добро утро креативци на Скала. Оваа фотографија ставив затоа што ми е драга, ми значи не успев да најдам од слушателите групна, затоа што е првото моје предавање на тема кариера, 2019 или 18 година. Пред ковидот. Да. Супер. Ова е повторно предавање за кариера во рамки на Скала како тренинг центар. Претходно беше и во Силус едукативниот центар. Ова е Денеса Венга, ова е Стартап клуб Скопје, менторства во рамки на програм, инкубаторската програма која што се случува односно секоја година се реализира и е наменета за стартапи. Морав да ставам оваа фотографија. Ете, ова сме тројцата, многу ми значи, коосновачи, ни фали четвртиот член Изабела, коосновачи на Стартап клуб Скопје. Една многу убава приказна која што во моментов е актуелна, а тоа е креирање на еден цел екосистем и заедница од луѓе кои што сакаат да започнат со свој стартап во иновативни дигитални со компонента на нели иновација дигитални и така натаму. Ова е атмосферата, чисто да видиме. Тоа беа Тони иначе и Сале, поздрав и до нив. Ова е атмосферата со дечките и ова е еден панел. Значи, често пати или менторирам, или модерирам, не модерирам, него сум учесник или на панел, работилница и така натаму. Ова е панел за креативни индустрии, а ова е форум. Форум каде што исто така за креативни индустрии се дискутираше на теми за платформата, ова независна платформа Скала магазин, така да тоа е дел од моите активности кои што јавно да речем или пак во рамки на некои организации или институции ги работам. Така, и гледам дека има доста млади луѓе, што ме радува и доста ти се посетени работилниците, како што видов, значи има надеж за нашиве млади генерации. Денеска барем имаме еден искрено големи можности за едукација и за да примаме знаење се случуваат и конференции, настани, имаме многу говорници, подкасти гледаме, така да имаме навистина можности ако сакаме, нели да земеме некое знаење. Така, 29, немаме многу време. Немаме многу време, да, тука треба да завршиме. Јас сакам да ви се заблагодарам на сите тројца. Некако убаво е да се знае дека навистина имаме доста талентирани луѓе кои што вложуваат во себе. Многу ми се допаѓа што пред се некако барем јас таков впечаток добив, а и вака е, затоа што навистина вложувате во себе постојано и во секоја професија тоа е многу важно, нели, да не стагнираме, туку да вложуваме. Ана Марија, те благодарам многу за гостувањето. Ќе останеш ти тука една краток преглед на сите да ни направиш до кај сме, што сме. Со Крсто нормално да видиме дали сме на правиот пат во животот сега. Ќе проверам следното гостување. Значи не, сега ќе останеш и ти на тест да ни направиш на сите. А секако Јадранка е тука како личност која што ќе не спушти на земја, јас така мислам, затоа што ние често знаеме си одлетаме, нели, со паметот кога станува збор за здрава исхрана и за вежбање. Меѓутоа многу добро да имаш некој професионалец кој што навистина ќе те насочи на вистинскиот пат, што тоа успешно го правиш во секое време може ми се обратите. Твоите клиенти, така е. Ви благодарам на сите тројца за гостувањето, ви посакувам убав ден, па ќе се видиме во некоја следна прилика. Бисерче, да одјавиме од тука. Да одјавиме тука. Ви благодариме што останавте со нас, сега одмориме се една музичка номера, па повторно ќе се вратиме во студиото. Да.